гледам нагоре и мајка ми ја гледам нешто со татко ми. Дали се согласуваш дека во основно беше построго, малце од средно? Основно беше построго од средно. Да. Не. Само што влагаш ти. Затоа сум јас со филм влезен, јас сум кај додам, јас сум шефот тука. Јас сум најреспектираниот. Рековме нели Силвестер Сталоне или Шварценегер. Нешто измеѓу Нешто тука. измеѓу, да. Тоа ќе биде нова мајца, дечки, бренд. Нешто измеѓу. Добро, ај Так. кажувај за средно, ти ќе кажеш прво, па ја Значи, ќе јас за кажам. средно училиште, па да ти кажам право, ми дојде кет со 10-ка, затоа што во добро што се насмеа сега. Што? Ај кажи, молим те, што? Мислев како што тргна. Добре, така. Здраво на сите, повтор пат, добро е, да, многу е добро, ми се допаѓа, да. Во покуше епизодава трет пат да ја снимиме, морам тоа сега да кажам, и веќе ми е, за да не речете и пребрзо да го кажам воведот, не ми е гајле, сега више влагаме. Да, затоа што Значи, звонат по телефони, звонат по врати. Почнаа 220 прегледи на минатот на пилот епизодата и одма спонзори вртат, ајде, каде сте вие? 500 евра, 1000 евра и така натаму. Значи, денешната епизода е прва епизода на многу убав ден, на Клима мој роден ден днеска, тоа морам да го потенцирам и да му честитам уште еднашка, повтор пат. И на убав ден, бројките 24 тука Абе, добри бројки, позитивни бројки. само што е во 9 са бајле снимаме. Па 9 са бајле затоа што ние сме сериозни луѓе. Да. Мислам дека Апропо минатата епизода, кога се кажуваме дека сме сериозни. Да, многу сериозни луѓе сме. Така. Не, па се гледа од претходниот подкаст колку сме сериозни, колку сме несериозни, можда Нешто ми измени. не знам, ете на телевизорот моментално 230 прегледи. гледам на кај камера, гледам према телевизор одма позадие. Да. 200 и колку вика? 30. 200, да, 230 230. прегледи. Тоа е За победа, за пилот епизода ја мислам одлично. тоа е газење за мене. Значи може некој ќе речат и не се джипи, дама, не сум ни Трајко комшијата што има 0 прегледи на неговото видео. Така што јас мислам дека по оваа победа, апсолутна победа и газење, мислам дека вредно време беше да се снима Види. првата епизода и да се продолжи во континуитет наредните епизоди. Да се снима редовно и Так. да се фати некој ритам. Да се надеваме дека ќе дојде до тоа. Види сега, кажи го. Пилот епизодава што беше снимена, беше нема да кажам дека не беше спремна, се спремавме, ама не беше како некако како наеднаш излезе. Наеднаш излезе, целиот тој и не бевме договорени фокус. која е тема, рековме слободна тема дека ќе биде. Не бевме договорени ни тема, ни време, ни место, време, ни ништо. ништо, да. Се наеднаш се договоривме, а сега Така. е конкретно подоговорено со време, 9 Дефинитивно. саца бајле. Значи сега овој пат збремивме тема. Тема е напишана што како ќе се зборува. Так. Кои Тоа е луѓе ќе бидат гости, јас сум гостин на него, тоа не што- ме гости. Тоа ќутиме, тоа не кажуваме, тоа е изненадување за наредните епизоди, ќе има и гости секако. Гости од И- трета, од четврта, како кажавме? Така, трета, четврта. Па сега епизода. да не завзимаме ставови, Да. да нека биде изненадување. Да. Еве ништо не чуле од нас. Еве, Да. јас како, мислам, минатата епизода беше снимена кај мене, сега оваа епизода е кај него. Кафенце, сокче, водиче, ова, она. Он Да. само со вода бил Бидејќи он е гостина тука, побогато е служен. Јас сум Да. послаба затоа што јас сум се правам тука, влезен сум у филм сум пак со наочариве. Да. Се правам нешто батец тука само со вода да ме здрав живот, нешто ово она, нема врска. Поише глупости јадам јас и благи такви работи. Меѓутоа ајде веќе да започнеме. Денешната тема е образование. Ама чекај малце. Е, Да си слеп. Ама пак ли истото да те прашувам? истото, дали ти е темно? Пак ти е темно, бе. темно, ама Како се... не ти е темно? Минатиот пат ги извадив, овој пат нема да ги извадам, затоа што У филм си беше влезеш. сум у филм влезен, не можеш да го прекинеш филмот на половина, мора да го стераш до Шварценегер. крај. Или Шварц- Силвестер Сталоне. Па нешто измеѓу тука, да. Така, тоа е. Тоа е. Дечки, ја мислам да почнуваме више да не Така е. го Првата одолжуваме. тема, рековме образование.
За да сега ние нема да збориме стриктно реформи образование. Да, не Тоа го ова сме знаеме како на дебата, не сме на Не дебата. сме на дебата, да Сепак е YouTube. Затоа што па не само што YouTube ние двајцата се согласуваме дека е крш образованието и дека не сме ни Без на разлика пат која кон нешто власт. подобро. Без разлика која власт да не мислат луѓе Нема ова врска, заземаме кој да дојде власт, стафови она. кој да дојде власт, значи истото нема никош ништо се сменја, смислам дека. Тоа е Освен 30 години е истото. Освен ако не се притиска како овие мали подкасти што сме како ние, како и поголемите подкасти, се дај Боже, притиска, што се независни, што се вистински независни, да го кажат своето мислење и фактите како што се. како што Сега ние треба ги да кажеш на дискутираме. пример кој. Затоа што има милион подкасти. Па не сакам да ги и- именувам и затоа што ние не да ги сме- носам на душа, да не решат после овој мене сега ќе ми кажува. Да, бе. Ма разбираш, да не ги носам на душа. Луѓе како што се како мене, како тебе, што имаат ваков подкаст, да ги пробудиме малце, да го искажат своето мислење и фактите да ги изнесат на маса, да решат ова не бива, тоа не бива, стипендиите каснат, не се доисплатени. Стварно со стипендиите. Студентскиот гоце, студентскиот тој другиот како се викаше Пелагонија, студентскиот. Пелагонија, па го. Него пукна на бомба 500 нели метра. пред некој пола година или кога беше веќе. Ти не знам дали знаеш, пукна бомба у Да. канцеларија некоја таму. Да. Значи тоа ми е да не кажам сега каде. Така да многу голема неодговорност Знаеш како? од страна на А, институциите. Студентскиот гоце и за Стив Наумов крш слушам муавети. Значи јас не сум бил лично, меѓутоа Јас сум бил лично во сите три, бидејќи имам и роднини и пријатели што се сместени таму, мислам дека можам да си го колку видел толку тоа да со кажувам. чадорот, имаше едно видео со чадорот како стават за да не тече од озгора од Да, кровот. да, Тоа да. тоа не, Има и- дали е вистина тоа не знам, ама не ми изгледа веројатно. Чекај сега. Веќе кога почнавме за студентските домови, Да, така некако почна еден моветот. почнам муабетот за студентските домови, мислам дека најдобар од сите е Гоце, Гоце Делчев, нели, студентски. Најдобриот од најлошите? Кај сите му, најдобар од најлошите, да. Види, имаат колку толку некое си пристојно сместување за одреден период. Бидејќи доаѓаат си одат, нели, нормално сакаат повеќе да Да. се дома, тука се дојдени само, нели, за студии. Добро, нормално и за дружење и за сите тие работи, нели, Добро, тоа е студентски живот. апропо е. Ама како што се студентскиве домови и у Пелагонија сум бил, вака да влезеш натре, мислам дека ќе речеш, добро, окей е, има услови, речено. Така. Ама да влезеш во собите ти се како сега зависи, има различни нели соби. Ама има по четворица, по 5 души и Во една само соба? да, само кревет и шкаф толку. Заедничко WC делат по 20-30 души. 4 кревети или како? Да, 4 кревети Добро, за сите Бај да не го луѓе, делат. ама по еден кревет за човек и по шкафот е како 2 шкафа, еден шкаф за двајца. Аха, така. Па добро. И сега пример ако сакаат да си донесат повеќе работи, не може. Не може, да. Да. И по толку нема она маса да речеш еве како ние тука маса, стол, Немаат маси. лаптоп, добро, Како лаптоп јадат? си носат они. Како Јадат во А имаат во кантина? кафетерија, да, Аха, кантина. така. Добро. таму јадат, ама мислам дека не им се исполнети сите услови. Сега не знам, јас не сум тој што треба да зборува бидејќи Треба да се викна на не гости. сум, да, треба да се викнат гости што престојуваат, еве пример во Гоце, во Пелагонија, во Стив. Мислам дека Стив е најлош со најлоши услови бидејќи вецињата нешто поплави, слушам, мислам видено и со Па своји тоа со очи. чадорот не беше од таму? Тоа е, мислам дека не беше од вецето, ама нешто кровот се рушеше. Кровот, да. Катастрофални услови има во Стив Наумов. Така. Ама да кажам во Пелагонија и Гоце колку толку мислам дека сега не можам да кажам дека се идеални, ама колку толку има некакви услови. Исполнуваат Пристојни, некаков да, стандард, да речеме. Пристојни услови за сместување. Ама може да биде и подобро, да нема такви Нормално циркузи. може да биде и како- подобро. Јас сум гледал во другите држави, нели, бев во Германија на Work and Travel и Небо и земја. види, небо и земја, пак е истото на кревет, шкаф,
И меѓутоа- добра, ама ние имавме и кујна и Ама немаше она од кровот како- да капе. Да, не сега. капеше од кровот и Ти- немаше поплава и такви Сакам да такви работи. разграничиме, не бараме ние се авиони, хеликоптери, не знам, Ние не бараме стан од 100 од 100 квадрати. Тоа ми Значи- беше зборот. Да не решат после и вие барате многу. И- Збореше за Келн? Уште нешто, да, за Келн да ајде. докажам. Значи имавме кујна за готвење, мислам, маса нели за јадење како дневничка, малецка, кревети за спиење, нели шкафови, имавме сите, мислам, не. Исто беше 2 шкафа по еден за двајца, ама пак имаш каде да си ги ставиш работите, имаш кревет кај да спиеш, имаш кај да јадеш, имаш кај да готвиш, имаш каде да имаш вечето ми беше пристојно. Пристојен смештај беше. Така. За цената сега, нема да ја кажам цената, не А, сакам тоа да ја беше кажам цената. Студентски дом или беше приватна? Не беше студентски дом, беше зграда. како се Стамбена викаше зграда. сега бординг дом, бординг како се вика тоа, бординг билдинг, бординг, Тоа не е знам како да стамбена зграда, така? Па така нешто, ама како за ваха некако за студенти што доаѓаат на работат. 3-4 Добро, месеца, добро, да. за одреден период, не е за секогаш. Так. Не може да ти го изнајмат за секогаш. Јасно, значи те се дизајнирани специјално за такви потреби. За такви потреби, за Привремени 3-4 потреби. месеца, Да. мислам дека до година максимум. Да. Кога ќе стигнеш до една година, мислам дека или потпишеш нов договор за ако сакаш уште една година или Ако не, се селиш. кулцата позади, ајде. Да, Назад а во виде се. Македонија офири да Да. Токму така. Тоа за За студентските за да студентскиве почнавме. домови почнавме, мислам дека нема што друго. Нема да се што каже. дура се каже, тоа треба веќе да се остави работата на надлежните институции и веќе конечно да се превземат ветените. Да, и мислам А, дека треба да викнеме, ако веќе почнавме за оваа тема, друга некоја епизода, да викнеме гостин да Да дебатира на таа тема. спроти мене, спроти тебе. Така. Друга тема Да што сакав каже ја што отвориме. како е и зошто е. Апсолутно. Друга тема еве сакав да ја отвориме поконкретно. Сакав да почнеме од нашето детство. Поточно нашето детство поврзано со образование. Значи ако си одел у градинка еве ти, јас сум одел една година, па после тоа да преминеме на основно образование, па на средно, факултет, така сакав тој редослед да го фатиме и така И мислам работа, дека нека. така мислам Бидејќи јас сум вработен. па ти мислам, си вработен, меѓутоа вработен. збориме сега за образование. Да, ама не би Будиме кажал акцент на- вработен, Да. ама part-time job. Сакав у тој редослед да го почнеме, па еве можеш ти да започнеш Јас за твоето За образование. Дали си одел во градинка прво? Да. И ако Од- си одел, како ти било што? од Дали имал некоја интересна не, дешавка? знаеш како? Јас бидејќи ме пуштија во училиште многу рано. Збори само секунда. Многу рано ме пуштија на училиште и баш поради тие причини дали се сеќавам на 2-3 Јас се работи од цела извинувам. граника. Од цела граника. Од цела градинка. Цела како? Не, што сгреши? Мал лапсус, наместо граника кажам. Добро, не те слушав, ама дека си сгрешила, ама Они разбрав слушна, градинка. Да, добро. Слушна, може би ќе Добро, се наскажам. градинка. Тоа е тоа. Градинка, значи не се сеќавам бидејќи многу ти викам многу рано тргнав на училиште. 5 Да. години наполнив, после 2-3 месеца тргнав Немаш на училиште. некој Немам некои поконкретни мемории, Мемории, да. толку една-две дали се сеќавам, ама сега моментално не ми текнува ништо. мала анекдота. Која ти е најпрва меморија што ти текнала во животот? Не знам, стварно не знам. Мислам сега вака да ми пуштиш бидејќи моите чуваат нели снимки. како- Не како снимки. сите- Првото нешто што ти текнува нај Вака на памет од, На памет, од мене само од без тебе да гледам само. снимки, Без па да да ми гледаш снимки. текне ова. Да. Кос има нели оние мемиња кога кажуваат она добиваш свест и тука си таков целиот и што е ова брат, Матрикс брат. Види, мислам дека прво оделение негде. Така Да? нешто. Прво оделение. Порано, не? Би рекол првиот школски ден. Да? Па, Тоа е многу интересно. уствари не, има една меморија вака сега што ми се врти у глава на 4, така на 4-4,5 години. Нешто, Така. Нешто конкретно што правиш или нешто не беше? конкретно сега, вака некако ми улета мислата Да, у мозок, така, сега не знам да не се бунам, да не мешам. Така. Ама
вака можеби да седнам да размислувам, можеби ќе ми текне и некога порано од 3-4 години кога сум имал, ама моментално додека се снима ова, нели? Да. Првиот школски ден би рекол. Да, тоа е многу интересно. Ти? Јас имам вака, значи, само да кажам дека Се залепи. јас одев во градинка 1 година само и потоа морав да одам да тргнам на школа. 5-та година одев во градинка, 6-та година во школа, Да бе, во училиште. Најпрвата меморија ми е, сега малце пак наназад ќе се навратам, во жена парк, како ме буткаат во количка, и јас сум вака, како што седам во количката, пред мене таков некоја сијалица беше, не знам, некоја жолта сијалица. Ги знаеш сијалиците во Да, бе, да. жена парк? Да. Блештат и Nokia, тоа заборав да кажам, Nokia, и само вака гледам нагоре, и мајка ми ја гледам нешто со татко ми, вака нешто двајцата прават, и ја вака продолжувам да гледам напред и толку. Тоа ми е првата меморија. Најпрвата меморија. Како се сеќаваш? Не знам. А втората меморија, знаеш која ми е? Се свестувам у WC. Добро. У WC-то кој Како баба ми се кој живеевме. свестуваш? Па, одеднаш awareness добивам, А. свест, и сум ко, ја постојам брат. Што е ова брат? И буквално завршам работа у WC и ко, така, и излегам од WC и ја гледам таа некоја стара жена, баба ми. Кој е ова? И така почнав да ги викам. Тоа зборев со мајка ми, многу чудна некаква транзиција. Пред тоа сум ги викал мама, папа, тато, и одеднаш сум почнал како еј. Еј ти. Тој беше таа за парканција. Да бе, ние што се зеза. Од таму доаѓа таа стvari, за не сум ти кажал. Да, па сега е. Ета тој Се бекстори. и они знаат и јас знам. Да, и тоа на баба ми, тоа ми исто така меморија. И викам, и баба ми, не сум јас јас сум баба. Баба. И тогаш фатив дека е баба ствари. Од солза и смеаш, што вика Тоа. у зоолошка што го носи сино, вика баба планина зајак. Тоа. Да. Добро, тоа сакав на кратко да те прашам за меморија, ме Јас, интересираше. како што реков, би рекол така, првиот школски ден, градинка ти викам, сум тргнал многу рано. Не памтиш многу од градинка. Сум тргнал, види, мислам дека сум тргнал на 6-7 месеца или на 1 годинка, така нешто. Што успаеш? Да, па, ме пуштале, зашто Да? да не, да се мешам со луѓе, уште од За- мали нозе. Па можеби за тоа си ти толку екстровертен. Можеби се игра улога, Јас не би до рекол. 5-та година немав многу. Така. Да, ама види, не знам точно сега, со моите не сум правил такви муабети одамна, ама мислам толку негде, еве да не биде неколку месеци, годинка мислам дека више у градинка тргам. И сум одел до 5-та година и нели од 5-та година веќе во школа. Јас само кратко ќе кажем и ќе продолжиме на основно, бидејќи тука мислам поинтересното. Градинка беше една институција за мене каде што се мешаш со деца од разни врсти. Имаш две воспитувачки кои што те гледаат константно, исто како баба и дедо да те гледаат. И немам некој поплаке затоа што не ни памтам дека сум имал некакви проблеми поконкретни. За градинка? За градинка, да. Освен тоа што сега на пример сум дознал дека градинката се плаќа. Тоа не сум го знаел кога сум бил нормално, кога сме биле помали не знаеме. Меѓутоа не сум знаел јас. Јас знаев. Ја отпосле дознав дека Можеби не сум знаел одма додека си умодел во нели, градинка, ама после човек не е роден научен, нели се да учи од и грешките и учи учи додека дека е жив. жив. И буквално тој е пример за мене, јас што не знаев дека се наплаќаат градинки и дека треба врски за да те однесе во градинка. Тоа е тука Ти си анекдотата одел што во сакав приватна да... градинка? Не, во јавна Во градинка. јавна? Во јавна. Во Да, во каква држава. се викаше Весели цветови, таа горе што е кај наддржавна. Така еве нека ме поправат ако сум грешен, мислам дека така се викаше Весели цветови. Не можам нешто да ти така. кажам јас, пода Не знаеш Јас сум од другиот крај на Да, светот. меѓутоа да, ти Од си Карпаш. Од Карпаш таму. Јас сум одел, еве ќе кажам, во Орце Николов градинка, што е спроти Никола Карев гимназијата. Така. Сите карпошани ја знаат, посебно Карпош 3. Да. Тоа за мене, сакам да кажам мала анекдота, дека тоа е глупост за мене и Ја дека мислам дека не би требало да се плаќаат такви институции. Да, не. Меѓутоа живееме во капитализмот за жал Види, не знам како работи со училиштето, градинките? бидејќи нели за да одиш во градинка плаќаш, Добро? ама за во училиште не се плаќа, Да, бесплатно. да. Не знам Па како затоа што е задолжително затоа. Да, ама
како пример наставниците, професорите како земаат плата на пример да речеме од кои Од градинка ме Тоа- прашаш или Не, од, за училиште. преминуваме на училиште? Пошто нели не плаќаме ние ништо. Они од каде имаат примања? Самата држава. Самата држава, да. Самото Да. исто како Карел, исто како полицијата е Да, исто да, така, ама- тоа се државни плати, администрацијата исто така има Да, државни да. плати, тоа се регулирано со Пример, јас да речеме, сега не сум се прашувал секогаш, нели нема секој ден и не спијам, чекај дали на како на играат. што Да. не знам на што да работам, Да. што да научам. Али мислам дека еве сега вака ми текна пример пошто нели не плаќаме и од каде да, убаво. Тоа е Што јавна ви кажеш, да, јавна од самата институција. држава Токму вложува така. во Мислам, добро, поконкретно општината, на да, општината, локална општината. власт тоа се сега кој колку вложува и како тоа не знаеме, не можеме да кажуваме. Во која смисла вложува државата? Во училиштето, во образованието. Па во види, самото јас искрено училиште. еве пофалба ќе кажам, За конкретна до душа- школа и за конкретно за општо училиште или повеќе за општо? школи. Например, сега еве моето училиште. Ама за образование збориме се. За образование збориме, Ама значи мислев образование. Основно мислев. За основно збориме. да, да, па и за средно и за основно, сега ќе ти кажам. Значи имаше во мојата школа во Кузмин Јосифовски Питу, имаше штом јас си отидов, са така фатило, така рекол Господ, Иначе штом си отидов, исто. се реновираше. Да, исто. Сум бил на поише места и во Кузман, и во Дуња, и во кажи го, во Партенија Зоографски, така да многу голем напредок во обнова. Партенија Зоографски, знаеш и самиот, требата Да, направиле епа, вештачка трева и тоа тоа ќе мене ме кажев. изненадува. Тоа е Тоа- одлично. Тоа ќе кажев. Тоа е супер. Гледам многу основни и многу средни. Еве ќе кажам конкретно и за моето основно училиште, Лазо Треповски, нели? Да. Од кога си отидов, го реновираа целиот двор, игралиште направија, 2 коша ставија целосно. Ова кошаркарско игралиште, Да. фудбалско. Сега не е со трева, можеби се уште. Па не би требало кошаркарски терен, мислиш на фудбалски терен? мислев на фудбалски, Да, затоа што да. одма до него има фудбалски Да. терен, има и сала, нели? Сега таа не знам колку е реновирана, не сум бил одамна. Мислам дека е окей салата. Али за трева не знам дали намерно не е ставена, бидејќи карев е нели одма спроти се Лазо. И карев, не знам да. колку знаеш. Да, бе, да, си знам, како видел. да знам. Епа, пошто карев е нели блиску, најверојатно за тоа нема ставено уште трева. Така. Или можеби и никош нема ни да стават, а можеби не се знае. Сега Они, да они кажам, знаат. во аспект не на- можеме ние да кажуваме. Во аспект на реновирањето, значи се е како што Да, да, треба, да, значи реновирани се Супер се основните, барем еве гледам внатре искречено се. во Петар Попарсов баш поминував пред некој ден. Да. Гледам и таму ставиле трева Да. на фудбалското. Тоа е за мене Кошаркарското исто мислам дека окей е, не. како некој вид на транзиција затоа што порано немаше треви, вештачки треви. Да, се беше цемент, ние сме се Цемент. кршеле. Да, тоа Памтам, сакам да кажам, Сум да. доаѓал дома со крвави колена, бидејќи ако сме сакале да играме нели со голови, со мрежи, Да. со такви работи, сме морале на цемент. Имат нели тревници, како мали се сите од нашава генерација и од постарија генерации се по новиве генерации не знам колку го прават тој. Пошто не сум видел така да играат. Па Ние сум нели видел стававме во два Партенја. дукса за гол, 2 дукса. И На другото времето, да. топка и цигла Или или не шише, знам шише, шише нешто да. такво. И ќе измериме не знам колку метри да биде игралиштето, Да. 5 на 5, 6 на 6, 10 на 10 Да. и играме на еден тревник Така, голем. импровизираш. така, поголем, да. Не пуштале и мислам дека и во Локомотива фудбалскиот клуб не имаат пуштено, ама да не бегаме се од темата. Од темата, да, да. За образование, Значи, за образование, потоа сакам за да- спорт више Во да зборам. смисол на реновирање и дополнување на оние работи кои што фалат во тие институции, мислам дека тоа се е средано и дека немаме тука никакви пофлаки. Сега кога веќе кажавме добри работи, веќе да преминеме на по Лоши работи. на пример, Нема лоши- не лоши работи, туку проблеми ето Ја да не ги кажеме. проблеми. Па јас мислам дека еве Конкретно за проблеми можеш да зборуваш ако си бил во самото училиште. да, па сега, за самото училиште скоро зборам. И Да.
Сега општо за сите училишта не можеш да кажеш бидејќи не си бил во сите. Да, меѓутоа еве сега можам да кажам За Кузман за можеш Кузман да можам да кажам многу работи, на пример Јас во за моје Лазо време. не можам да кажам ништо бидејќи не сум бил од таму 9-то прва, некојаш. Најголемиот проблем во Кузман беше булингот, на пример. Тоа е може и сега друга тема е тоа за ментално здравје, тоа понатаму ќе го збориме. Па не Меѓутоа- одскокнуј од темата. Меѓутоа сакам да кажам дека булингот е многу беше сериозен проблем. Види, Сега не знам колку е. Уште има булинг, а, сигурен сум бидејќи меѓутоа- секогаш имало булинг и секогаш ќе има булинг. Да, меѓутоа тактиките и начинот на кој што психолозите и директорите Тоа е друга работа. ги превземаат, не е друга работа, поврзана работа е. Поврзана работа е не знам затоа што колку на времето сега зборам. Значи Добро, се да, случуваше- треба да има одреден човек што ќе си ја врши работата Ама не е како тоа што проблемот тука. Знаеш што е проблемот, Климен? Проблемот е што тие за да се зачуваат работата и да го сочуваат имиџот на училиштето, затоа што не можеш ти сега едно дете се отпише, друго дете, трето дете, четврто дете, ќе си речат општината и што Има се нешто- дешава тука, има да, нешто, некаков дај да проблем. видиме, кадарот не е Или добар. некаков проблем И ќе има, летаат, или... И баш сите тие се партиски вработени, да се збориме најреално, си го сочувуваат имиџот. Така. И булингот го како метла е под чарша, под теписонот ќе го направат, ќе го изметат, наместо да го соберат и да го фрлат назад во телевизор. Па такав беше решен проблемот. Да, И јас сум сега ќе кажам понатаму и во подкастот што ќе биде за ментално здравје, меѓутоа јас бев сведок на многу такви Добро. Малтретирање. За тоа ја мислам да И- да оставиме за таа ќе оставиме епизода. за таа епизода, бидејќи- меѓутоа во склоп на образование и тоа е дел од тоа, затоа што тоа е сериозен проблем и се нарушува едноставно мирот во работењето, не можеш ти да си сконцентриран на домашните и на тоа што се предава во моментот на час и да очекуваш дека ќе Да, бидеш одличен, ти ако некој друг од страна ти одзима внимание. ти одзима внимание, Ти апсолутно. одзима. И тоа мислам дека на најстрог можен начин да се реши. Сега гледам И тоа ја во мислам- последните неколку кампањи тоа се промовираше. Колку ќе се исполни, тоа ќе видиме, Тоа ќе- останува да времето се ќе си покаже. покаже и- Меѓутоа сакам да кажам тактиките и начинот на кој што ги користеа тие директори и психолози, го правеа на начин на кој што не да помогнат на индивидуата, туку да се помогнат себе си, да го сочуваат имиџот. И да ги убедуваат родителите, не го отпишувај, не, Добро, другото ја мислам- одделение, другите школи се по немирни, знаеш, у тој стил. И Ја мислам тоа е дека проблем, веќе бегаш од темата. Не бегам, апсолутно, тоа е дел од образованието. Сега кажи ми ти како ти беше у основно? Епа, Дали јас дали сакаш за пример за цел живот да ти стоат тие мемории си поминал како супер топ, немаш никакви поплаки ништо. Јас имам многу поплаки за моето основно образование и Ама меѓу за кои- тоа што ти се случувало тебе. Не, значи општо за сите работи имам поплаки и се на се, воглавно, средното ми беше 90 пати подобро од основното, во секој аспект, и во образование, и во ментално здравје, и во просперитет, дружба, Добро, дефинитивно, апсолутно се Па затоа ти ќе зборуваш повеќе за Ја за средното ќе зборам, меѓутоа еве за основно основно ќе ти кажам, добра работа е што имаше многу добар кадар на професори кои што предаваа како што треба. Сега тие деца колку ги ценат тие професори се многу малце. Јас сум во малцинството на тие деца, конкретно за предметот англиски јазик. Сега види, Имаше, извини само да кажам. некој наставник ќе го цениш повеќе, некој помалце, ама треба сите да се почитуваат, ја мислам. Апсолутно. И како нели човечка фигура, и како представени, и како Така. човек, нели. Меѓутоа, еве сакам да кажам, да потенцирам дека професорите, сега нека ме поправат ако сум грешка, меѓутоа јас така сум го искусил. Професорите од англиски јазик, од катедрата на англискиот јазик се најподценетите професори според мене, затоа што тие професори Англиски јазик. се бават со учење на нов јазик, кој што релативно е лесен за учење и не треба голема филозофија, туку само интерес од страна на студентите, да ги Ја кажам. мислам, Од страна на учениците да се вложат во него. англиски За да јазик постигнат добри резултати. сите имаме научено преку серии, филмови, цртани, нели Cartoon Network, Сите сите ќе што- се согласат со Cartoon Network ситуацијата. Да, меѓутоа не сите деца. нели да не кажувам сега понови
како што идеше време навака, YouTube, Да, друго што, еве интернет, самиот интернет, ако имаш проблем со одреден збор или одредена реченица и нели ако не знаеш, само ако ти дојде нешто ново, одма срч, Так. нели да се изразам македонски пребарување. Сакам да кажам, имаше поделба, дефинитивно во мое време, во наше Каква време. подобра? Па поделба во смисол тие што гледаат англицизми, односно што гледаат YouTube, што тогаш беше YouTube многу познат исто така, што гледаат Facebook, што Ја би гледаат рекол странски дека, објави. дека нашата генерација конкретно и генерации пред тоа Cartoon Network би рекол поише. Да, меѓутоа не сите деца. Бидејќи- Јас ќе да, ти кажам, ама- во моето основно имаше само половина од децата кои што гледаат Cartoon Network. Знаеш зашо? И половина од тие знаат да зборат како што треба англиски. Такви пак може ќе избегаме малку од темата, ама такви цртани како што имаше на Cartoon Network више никогаш може нема да има. Апсолутно се согласувам дефинитивно. Ама да не 100%. бегаме од темата. Да, Тоа меѓутоа е исто што сама друга сакаш тема. да кажеш имаше голема влијание врз учењето да, на англискиот да, јазик, да. поготоа мене, тоа се согласувам. Но исто така јас бев многу како да се изразам, ја имав таа среќа да ме запишат моите на курс, не додат најдобрите курсови, Да. ќе го спомнам Пикадилис, приватното училиште, тоа е односно училиштето за курсови кои што имаат италијански, албански, имаше и руски едно време, знам, има германски моментално и така натаму, сега да не набројувам. Значи тоа е едно, бидејќи сум сменил повеќе приватни училишта, за односно поточно курсови за англиски јазик и за германски јазик. Пикадилис беше еден од Си учел односно германски јазик, дали знаеш нешто вака? Само да се доискажам, извини, ќе ти кажам. Пикадилис е еден од најдобрите училишта за и го поседуваат најдобриот кадар на професори. Иако доволно е ти да учиш од основно и да се посветиш повеќе внимание, односно не да посветиш повеќе внимание, туку да посветиш доволно внимание, да не се занимаваш со глупости, да не се зафркаваш со домашните, со учењето. И јас мислам дека барем B1 дека степен ќе научат, односно тоа ти е средниот степен на англиски јазик. Дека сите кои што ќе се посветат доволно, сите деца на тој предмет, на сите домашни на предавања, мислам дека Говориш за на ќе училиште, има... Сакам да кажам, наставата е доволно добра за да ги научи на основен степен луѓето. Да, ама тоа... Меѓутоа луѓето не учат англиски, имаат отпор спрема тоа, поради тоа што еве сега ќе се надоврзам уште една тема, се слуша турбо фолк, се слуша српски јазик, ме разбираш, значи се оставил отпечаток ја мислам на југословенското денешно време. време нема човек што не знае англиски јазик. Па не би се согласил со тоа. Барем под 30 години. Добро, во ред, да, меѓутоа зборам од нашата генерација сега, од нашите И децата. нашата генерација. Има деца кои што Јас не познавам знаат. можеби еден двајца што и тие би рекол дека знаат англиски, можеби не до толку како нас, сега да не се правам ја паметен дека кој знае колку знам Збориме за англиски. основно познавање. Знам, имам доволно познавање. Так. Па би рекол B2, C1 како ништо. Ако се посветиш, да, можеш. Сакам да кажам, со колку и да не те бива во нешто и да си најлош во Битна математика, е волјата и трудот. Сепак, токму така, ја имаш волјата да се подобриш и Еве имаме волја за подкаст. имаме волја Се за подкаст. трудиме, снимаме, И еве сакаш прва да се епизода. потрудиш и да си го поправиш резултатот за да имаш Да, понатаму нормално. повеќе можности. Сега не можам јас да бидам инженер, меѓутоа можам да имам 5 математика и да се запишам во некој подобро училиште. Тоа ми беше накратко. Дали се согласуваш дека во основно беше построго, малце од средно? Основно беше построго од средно. Да. Не. Не? Барем во мој случај. Во тој случај не. Затоа што учев во сега Повеќе учеш во средно? Сите што знаат што учеле во Лазо Трповски, сега не знам како е моментално, ама нашиве генерации ќе се О, тоа е согласат искуство е, тоа е искуство дека нашите генерации 2000-та, 2001, 2002, 2003, еве и може и 2004, лабао беше буквално. Не би кажал дека не учевме ништо, учевме, предаваа професорите ова она, ама конкретно конкретно за нашето, нели, сега класе у Образование. средно, оделение во основно, нели, така беа поделени.
Да. За групата зборувам. Аха, Нели, четврто 1, четврто 2, четврто Оделение беше во основно, а клас се викаше у средно, нели, демек повозрастни сме. Да, клас да, е, да. Не е оделение. Да, ма повеќе имаш класови, нели, во средно. Не е битно да не зборам сега. Добро. Бош муабети. Па не е бош муабет, мислам. Сам да кажам, кај нас беше прилично лабави наставници, барем на нас можеби ни се паднаа најлабавите наставници. Супер си продавме Кој ти беше најтешкиот со високи резултати, мислам скрос одличен секоја година. Така. Извини, ме Класен- за средно, така? За основно. А за основно, извини, моја грешка, Средно моја ти грешка. реков, не можам многу да се Да, фалам, бидејќи бев да. многу добар. Добро, па тој е успех. Па добро, и успех е. Види. Сепак, Успех е затоа што имаш. да и успеав да се запишам на финки сепак и покрај. Па тоа ми беше тема покрај. за понатаму кога завршивме за основно и средно. Мислам дека тука играат улога и некои дипломи што имав на страна, сертификати, Да. она, па може Така. би и тоа играше улога, ама добро. Сакам да кажам, Сакам имаше- да кажам, одлично си поминав во основно, мислам дека нема никогаш да го заборавам, бидејќи супер дружба имавме во класот, во оделението. Супер дружба имавме, еве до ден денес се дружам со, па не можам да кажам 50% од оделението, ама можам да кажам 40-30% од Така. оделението, а рачунај Добро, тоа е. 25 души сме во едно оделение. Пресметај направи пресметката 30-40%. Па толку колку 10, луѓе се. 10. Така да се уште се дружам со голем дел од нив. Да. Еве ги поздравувам. Ќе дојдат на подкаст. Ќе дојдат на Ќе подкаст си го кажат и својот дол, ќе ќе се речат видиме колку денеска, беше јак. бидејќи не роден ден, денеска ќе Да, се морам. видиме најверојатно, ако не денеска, утре, задутре. Така е. Сакам да кажам, супер ми беше мене во основно, си 9 години, добро 9 години сега. Па 9 години реално, не можам да се жалам, одлични години, нема никогаш да ги заборавам дружбите, Така. пекањата од часови, екскурзиите, нормално Тоа е екскурзиите. исто така многу добра, тоа е за пофалба Да, исто ама така. тоа ја што се мислам, организираат. тоа ја мислам дека повеќе подобри беа во средно, можеби бидејќи сме биле повозрасни. Добро, сега каде, значи ти во основно си бил помал, немало сигурно те пуштат до Рим, до Париз да одиш. Да. да, Беа екскурзиите екскурзија. Охрид до Иран, Да. такви некои Добро, Преспа. колку за се мора да стаеш Преспанско малце. езеро, Велес, еднодневни екскурзии исто имаше многу. Лешок, Куманово Да. сме оделе, не знам, Со оглед на годините и можностите мора Велешко малце да езеро. замижиш. Да. не знам кај на друго место. Скоро цела Македонија. Тие еднодневни екскурзии. Мислам дека јас исто така. Обично еднодневните екскурзии нели во природа се повеќе. Да, да. Што- Сега зашто види, и тоа е исто така друга тема за истражување на Македонија. Имаше многу места кои што не те носат на екскурзија, треба сам да отидеш. Добро. Меѓутоа, поголемиот дел беа шетани градовите. Зборам за во основно екскурзиите. Сега во средно беа надвор од државата. Имавме само една екскурзија во Охрид дводневна. Веќе кога толку. преминуваме на средно заедно со екскурзиите. Ако имаш извини што да кажеш дополнително за основно. Епа тоа, само сакам да кажам дека супер ми беа Да. тие години. Можеме слободно да преминеме. Да, Веќе во однос на- заедно со екскурзиите преминуваме на средно. И јас учев средно Борис Кибрич, односно таkozvani Уствари веќе казавме нели на пилот. Нема позитивно. врска, може немал да види претходната, Да. ќе види оваа. Значи се знае како што кажав и во претходната епизода Василантевски дрен. По мене е крстена школата, само што нормално. дојдов. Само што влагаш ти. Затоа сум јас во филм влезен, јас сум кај додам, јас сум шефот тука. Ти не рековме- Јас сум најреспектираниот. Рековме нели Силвестер Сталоне или Шварценегер. Нешто измеѓу Нешто тука. измеѓу, да. Тоа ќе биде нова мајца, дечки, бренд. Нешто измеѓу. Добро, ај Така. кажувај за средно, ти ќе кажеш училиште. прво, па ја Значи, ќе јас за кажам. средно училиште, па да ти кажам право, ми дојде кет со 10-ка, затоа што во добро што се тасме сега. Што? Мислев како што тргна да го кажеш кец на 10-ка, мислев само што си почнал од макет си добро. Добро. Да, брат, одма кет дојде, хајде. Влагаш нека во тргне. школата. Нека тргне така. Нели влагаш како што викаме во името. И влагаш, Васил го применуваме името нели на училиштето. Да. Одма влагаш во првата, ај кец. Транзицијата беше различна, зашто? Прво и основно во
Во основно не се пушеше цигари. Прво и основно. Прво и основно, во основно, да. Јас сум тука Еминем. Се пушеше многу. Значи Борис мислам дека е еден од Посредно? односно беше. Во средно така. Да, Средно зборим. Прва средно. Не, Да. основно немаше никој нити не дај Боже Види, сатрокирање, пушење, Влагаш, алкохол. влагаш у средно и нели кој што си ти во филм, одма сите се во филм, нели? Да, ама јас не сум пушал. Само јас мислам дека добро се, секој си има свој момент ќе земеш дим и ово она, ама активно да земеш да пушиш? Не. Активно не. Не. Па тоа ми беше моветот, значи Добро, ајде. влагаш во Борис и прво нешто што гледаше чат. Значи Во како дворот? Да, Или во дворот, внатре? да, во двор, не, внатре не се пушеше. Во дворот како да градат, како булдожери да дошли и да со тракторите. И буквално вака дим. И се гледам, кај влагаме, што е ова, знаеш, не средно ли е, пушална ли е? И гледам секој втор буквално на одмор како што излегувавме. Не секој втор, извини. Дали двајца ќе останат во класот да се спремаат дежурни ово на Да, диспиша табла. и за Сите 29 души излегуваат цигара да пушат. и на оние мали одмори, големи одмори. На мали одмори, то ти кажам, на мали одмори и на големи одмори ќе одат, ќе купат за јадење, ќе испушат и ќе се вратат. На мали одмори, пошто немаше многу време измеѓу, На 5 минути. искаша 5 минути цак и пушална и станува джган. Воздух. Кај нас имаше не една цигара, на мал одмор две. Пошто и ние Кажав. знаеме да запалиме некојаш, нели? И јас не. Јас дали еднашка два пати сум запалил во средно Јас ќе толку. кажам за мене, за средно не ич. Факултет сега само нели на роден ден и на некој журки ово она. Јас не сум. Со пијачка може би некојаш да запалам. Ау, бау, пушат сите, леле, кул сите, вау, оние касерина што се, леле, цигари, келјави, се таквите, тие комите што се што. И као демек, вау, знаеш, и ние сме класа луѓе, се извинувам за опсовката, со 100 денари Lucky Strike или за девојчиња, морам да спомнам, извини вака, знам дека не ќе се збориш оваа тема, Што за ама морам да анегдота мала, дека кога дојдов у средно, почна оној тип на кај си, нешто гушка, со оној сум кој, ало, што е ова, као, до вчера рака не сум фатил на девојче основно, сега одеднаш гушкање доаѓа. Ама тоа збориш као не се ни знаете или се знаете како 2-3 дена или? Не се знаеме 2-3 дена и ти доаѓа и со сите со Да, цел бе, да, клас, да, со да, цел, да. добро, не со цел клас, туку Така со тие што се беше, знаеш. така беше во прва година сите со сите се Ма поздравуваме. не во прва и во После- втора, трета, четврта. Не, после веќе Да, да. беше во втора, трета беше како веќе бевме поделени по друштва. Добро, може не во втора, ама веќе од трета, трета и се согласувам. четврта бевме поделени во друштва, барем кај нас. Мислам дека кај нас сите збора со секого освен јас бев тој интровертот што ќутеше. Меѓутоа и јас ја имав таа група на луѓе, 5 души со се мене во класот. Души ли се малце бе? А кажеш двајца се малце? Па, добро. 5 души веќе. Добро, да. Не е лошо. Меѓутоа сакам да кажам само тие 5 души најмногу меѓу себе. Овие другиве чат пат дали нешто за домашна, за помош, нешто за не знам, за овие што пушат цигара да побараат и толку, немаше многу мовети. Нешто за фрканци ќе испаднеше некоја. Ги знаеш оние за фрканци и на школски мовети. Да бе, да. И тоа сакам да ти кажам како бум одеднаш како да кажам како бум, како одеднаш дојде како ураган. Да, најднаш Работи кои што не си ги како правил во основа сега и транзиција. и јас како интроверт, Тоа е животна транзиција. може јас сум снегулка и така си ги доживувам работите, меѓутоа така беше како вау, леле, што е ова, бре, кај сум дошол, кој знае како ќе биде факултет, кој знае како ќе биде работа. Нема врска, тоа тука само таа била мала транзиција на пораснување, ете така да се изразам. Кажи Пораснува ми- човек и Кажи го ми- фаќа пубертет, пуши цигари, се пушта на девојчиња, ги гушка, пушта фори, не знам, се понаша на професорката ако и возвраќа, разбираш, тоа Да, за да, мене да. во основно беше незамисливо. Ти Ти да да не- вратиш на некого во основно ке укор и со здравје, А добро, неоправдан. не беше кај нас толку. А овдека трпеливи беа. ете, значи зависи од школата, И од генерацијата и од професорот. И од класот. Класот ми беше по физичко. Морам и јас да го поздравам. Ќе го гледа подкастот. Најдобар класен. Најдобар, Да. не можам да кажам еден од ето е најдобар класен. Го знаат сите. Го знаат. Од Карпош сите го знаат, сега не ќе да го именувам, можеби нема да сака, Да. ама најдобар класен. Така. Во основно ми беше по физичко, во средно ми беше по физичко, по спорт поточно, нели? Така. Спорт. Го вика во средно.
Тоа сакам да кажам. Да, тоа, добро. Да. тоа сакам да ти кажам. доврши ти за средно, па да кажам За јас средно тоа, значи имаше голема транзиција и сега средно беше онака бурно време кај што сите возвраќаат, сите пушат и така натаму. Дали си како да кажам, дали си помина убаво, добро, Предобро. сите 4 години? Не, значи секако не може се да биде сјајно. Со успех, со дружење, Вака, како тие три, ти кажам класификација, тие три како успех, дружење и третата не знам, крајниот успех бил општо како дел од животот, нели? најдобриот период не, грешка да се поправам, еден од подобрите периоди во животот и дефинитивно од основно 100 пати подобро, 90 пати подобро, еве да не се навраќам едното исто. Многу повеќе дружби и тука веќе јас почнувам од интроверт да станувам, да се дружам повеќе, екстроверт да станувам, да се буткам себе си кон подобро, да сум свесен за својот личен развој, дека треба понатаму сериозно да се свати посериозно животот, да се свати, да се работи на себе си. Значи до основно до прва негде прва и пол така година на средно беше осмислил компјутерот дома, играш игри, ти поминува денот. Од прва средно од летото натака до четврта беше така посериозно работење на себе си и имам само пофални зборови и за луѓето, сега горе-доле збориме за здраво чао луѓе и за луѓе кои што ти помогнале во просутно образование, за домашни испрашување, ќе се испрашуваме меѓу себе. Да. Јас ќе помогнам за англиски јазик, ти ќе помогнат за нешто Математика. друго. Математика, тоа за си ми жив изгледа. За математика ќе помогнат. Си знаете кои се. Понатаму сега за дружби исто така имаше многу повеќе. Како? Ај. Поздрав секако, поздрав за сите. Поздрав за сите, не тука не посебно за класната. Поздрав. Лайк и subscribe. Да, лайк и subscribe. Така што многу дружби, многу запознавања и сето тоа е сега. Кој колку станал ако си карактерно готов, полош подобар. Јас ќе бидам побрз од тебе бидејќи Да. нели јас поише имав за Толку, значи да се завршам основно. мислата. Тоа беше кој подобар карактерно, кој полош, сега нели се случува некој бил добар па се влошил, па тој што бил лош станал добар. Знаеш за кој ти зборам? Зборавме. Меѓутоа, се на се предобро искуство, еве и јас се гледаме, дури пред некој ден се видов со неколку луѓе, случајно. И знаеш, оној малско најде на кафе, сега колку ќе дојдеме на кафе, тоа не знам. Меѓутоа, важно се видовме, се поздравивме. Викни ги гости на викам на подкаст да дојдат да разговараме. Ете ти на кафе. Пошто Да, нели кој сака? кафе имаме. Апсолутно, супер. да. За средно, сега да ти кажам, така? Средно да ми кажеш. Ти кажам за средно, бе. Какво е твоето искуство во средно? Моето средно искуство. Средно искуство е Средно средно. искуство. Че нели има основно, средно и нема врска. Сакав нека шала, ме правам добро. Бар ке се насмеа, тај. Вања ќе се насмеа, не знам дали ќе се насмеа. Јас мислам дека ќе се насмеат. Се надевам. Сепак, нели рековме, пола сериозно, пола Така и е. шала, мора да има нешто шала. Ајде брат, средно брат. Ајде брат, средно. Да малце ги чујат нашите заебанци. Ајде брат. Орце Николов, преска кажав пиперки, не знам дали е. Да, те слушам. пиперки. Тоа е наша фора, односно негова фора. Добро, не, ајде. Значи средно како беше? Средно кажав и преска, слушна Орце Николов. Задоволен, незадоволен? Сам ќе си кажам најдобра гимназија у Македонија. Ми е гајле, нели, дебата има, нели, која е контроверзно. Не контроверзно, bold statement, онака. Да, ма види. Јак став. Нели. Орце! Нели демек имаше многу. Викав да лупнам масата, иначе можам да. Нели имаше многу долги времиња. Многу долги години и дискусии. Добро за кој не добро? Орце корчање. Нели Орце корчање едно време, нели Јосип Брос Тито. Климе, последни сме образовани во светот. Зашто? Дали е подобар Орце? Еј брат, гледај две скапани прески, кој е по-нескапана, брат? И УКИМ бил најдобар факултет на то сме у рангистата у светот. Па ќе ставиш цензура пошто. Не беше цензура, не односка. Не, ќе ставиш цензура пошто реков нешто што не треба. Да, добро, не се секира. Затоа ќе ставиш. Уживај, не се секира за тоа. Ќе ставиш пип. Ставаме тука цензура. Ставаме Во бит дежура. Тие времиња на Тоа YouTube. е за подкаст. Нема врска, дај пак бегам од темата. Ајде, средно.
Значи, Најдобра да, орца, ќе кажам најдобро дека нема врска. Што сакаат нека зборат што? Што бе брат? Кажа орце, најдобра нема никаква врска. Ја ќе се зборам, он нека се смее. Јас те разбрав. Ја ќе зборам со вас. Јас те Остајте разбрав, го ама они дали ќе те разбрав? Не, оставете го него, јас со вас ќе зборам. Влезен у филм, Врска, кажи. да, Кажи у филм, влезен у филм. Нема врска, значи, пак нема врска. Еј, после паузава, значи што ја направиме, не знаеме да збориме. Како у NBA таймаут она имаш ран 10 коши и подеднаш после тоа сите ги испробаш. Да. Ова е тој момент. Ми викна таймаут и Да готово. продолжам. Ајде, орце најдобро Да средно. продолжам. Орце најдобро средно. Не, според моје мислење најдобро Добро. средно не е дека добро, мислам, си игра улога нели дека учев таму и сите тие. Добро. бла, бла, бла. 4 години супер си пројдов искрено. Запознав голем дел на луѓе таму кои што Се уште се држиш се денес. дружам се уште дефинитивно и ќе се дружам цел живот, се надевам. Се зависи, ама Добро саж. да кажеме. Збориме се за средно. ето. Говориме за моментално Корне, да. и за средно, да. Искрено, поише имав за основно да зборам него ли за средно, ама средно прва година кога дојдов искрено многу ми беше чудно пошто нели таа транзиција истото ти што го кажуваш. Цигари, женски. Па цигари пошто искачав по кафичи ова она, ти може не си искачал до толку. Па втора веќе почнав да искачам ја. Ама јас може веќе бев поднавикнат, гледав надвор наши генерации пушачи ова она. Цигари чудно ми беше пак бидејќи на секој одмор трчање и изнегување на цигари. Да, цигара, да. ова, Збориш она. другите или? Другите, Да. другите. Транзицијата како транзиција чудна ми беше бидејќи навикнат 9 години на тие луѓе, јас кога отидов, добро сега, голем дел од мојот клас, оделение, клас нели, отидов да се запиша исто во Орце, ама со два тројца дали бев во истиот клас. Тоа сакам да прашам Во зашто оделение. баш во Орце заради другарите? Па не брат, едноставно така Орце е одлука, кај у средно Орце. Ништо Па, конкретно Ништо као- конкретно, сестра ми заврши у Орце, ќе Аха. кажам, може тоа изигра некоја улога, не верувам, ама Така. од денешна гледна точка појма немам зашто, ама добро. Ето, у Орце Се случува, отидов, да. тоа е тоа. Искрено не се каам, одлична одлука. Орце супер. Сега нели пак транзиција, ама мислам дека истата транзиција ќе има у кое средно и да отидев. Така. Средно како средно, брат. Построго беше нели од основно, многу построго, не знам, ти кажа дека Не чукај само да не се обратно. слуша случајно, тоа само сакам да ти. Значи ти кажа дека помалце ти било строго од основното. Да, да. Па кај мене обратно, значи основно беше Построго. Тоа ми е чудно. мене. по-лабаво, средно беше построго. Може би до мене, не знам. Не знам, Така да ама сакам да кажам, одма дојдов, одма све тоа повеќе учење, повеќе информации, повеќе ова, повеќе она. И тешко ми беше да се прилагодам, бидејќи во основно бев навикнат на истите тие луѓе, на истите тие професори, на истите дешавки. Секој петок или више и секој ден кога беше потопло, нели, не мора да е секој петок, секој ден после школа, фудбал, баскет. Добро, нормално, она. тоа си да ја. Мислам, истото го правам и у средно, ама во средно имаш повеќе за учење, построги беа професорите. Немаш многу време за Немаш многу фудбал. време за такви работи. Беше секој петок и сабота. Така бевме навикнати да излекуваме. Журките А, тука почна заборев да ги спомнам. Журките почнуваат во втора, трета. Не бевме многу прва Имаше журки, можда. Добро, права јас не сум една, бил, две. ама втора веќе. Сакам да кажам, искрено многу немам за средно што да зборам, бидејќи се е истото. Кафе, како истото ми е како факултет. Кафе, излегување, фудбал играње, баскет играње. Нема многу разлика помеѓу средно и факултет, освен тоа дека Освен што сум повозрастен. не повозрастен туку И поголем број на обврски имам у текот на денот, него ли што По-висок сум имал степен на во образование, тоа ми и беше. што сум имал во основно обврски, што сум имал во основно обврски, ништо посебно домашна да напишам. Ако е обврска. Добро, сега веќе домашни немаме. Имаме само испити. Имаме проекти, Сам колоквиуми, учиш. испити, глупости. Да. Да не идам на кај факултет.
или можам и да се надоврзам Ако полека немаш за што на да кажеш факултет. за средно Искрено, не, средно ќе кажам кратко и јасно, орце како орце, знаат сите строга гимназија. Некој може нема да се согласат, некој ќе се согласат. За мене беше многу построго од основно. Основно беше прелаво, средно доаѓам, бум, одма толку имаш за учење, толку треба да направиш ова, она, Така. тест, испрашување. У основно не сум имал таков притисок, никогаш не сум го осетил тој притисок, можеби у средно сум го осетил. Што знам друго, тоа истите искачања ги имав како во основно, како во средно и како во факултет. Кафе, нели, кафе муабет. Фудбал, тенис, кошарка, одбојка, играње, после школа, сабота, недела, викенди, излегување, планинарење на водно, одење на матка, одење, сега веќе нели како што иде времето, нели возачки ова она, одење со коли, не знам, други градови. Берово, возењето да со кажем. така дел од така средно образование ќе му дојде. Средно четврта јас го фатив на крајот четврта, пошто нели сум Да. у мај роден и у мај на 18. Тама ти на време си положи, си возеше, Време, да. така. Короната. Исто. Мислам дека слободно може према факултет, бидејќи искрено. Еве за факултет може да кажеш. Можеби да седнеме вака да ја нема камерата, можеби ќе ти кажам повеќе, Да. ама може пошто е камерава пред мене и не ми Да. текнуваат работи во... Добро, да преминеме на факултет. Ја мислам да преминеме на кажеме факултет, да не одолжуваме. Нешто за уствари јас немам искрено што да кажам многу. Факултет ко Исто факултет како он е средно. правен, јас сум финки. Исто како средно, само Да, што разликата е повисок степен на образование, други луѓе, сега зависи кој завршил стручно, ја завршив стручно, па скоро истите луѓе ги гледам на предавања, Да. односно ги гледав додека имав додипломски. Сега се мастер, сега сме на скроз различни страни. Може би кога ќе заврши ќе имаме нешто поише да кажеме, меѓутоа факултет ко факултет. Јас ќе кажам, Пуно обврски, колеги, тај ќе се видиме, не се гледате, барем у мој искуство. Или чат пат еднашка, два пати од неделата. Може, не се видовме. Не ти не ќаш, немаш време едноставно. да. Пун со обврски, со испити, со колоквиуми, Ја ќе ти работиме кажам, ние со подкастот, ти имаш работиш у Корпа. да, и ќе така натаму. кажам и за тоа, Тоа интересно сакав е исто баш така и се како надоврзаме. почнав и све тоа. Факултет Финки као Финки, многу луѓе го знаат бидејќи многу луѓе се на тој факултет или барем биле запишани, па бидејќи нели се знае случајот со Финки се запишуваат премногу луѓе па се откажуваат бидејќи е тежок, реално тежок факултет. Финки, да. Мислам секој факултет си има своја тежина, ама мислам дека Финки е еден од најтешките според моје мислење. Така. Не дека сум на тој факултет, Така. мислам дека е еден од најтешките, исто се надоврзуваат тука електромашински, тие што се така по технички. За кого како може би на некој му е полесен. Немам многу што да зборам за Финки, пошто го фативме у корона време, а за корона да зборевме у пилот епизода, Зборевме, кој но нема мислам дека е да. кој нема гледано нека Нека гледа. погледа, да. Или на телевизор ни е. Ништо што ќе кажеш онлайн предавање, онлайн испити, Да, толку. онлайн предавање, онлайн испити, препишување, После слободно тоа- нека слушат професорите ние гајле. Како и да е, знам. Помина време, да, Помина. готово, не може да ти ја зема оценката. Да, и имаш така да. дипломата. Тоа е тоа. Добро, сега, јас А, немам уште дипломат и имаш. Па добро сега, шо да не ти врати случајно оценка. Добро, нема ти врати. Ајде да сигурно преполагаш нема. сега, Ајде, како ај да враке не. се. Готово, биднало тоа веќе. Колега Не. падна. Падна. Ништо, сакав да кажам- да се надоврзам со работата. Со работата, да, слободно, ајде. Па Тоа ќе кажав, кажи па јас да те прашам нешто после. многу рандом почна работата, искрено. Сакав нешто да работам вака на страна од факултетот. Другари многу мои работеле, ќе кажам кај работам. Да потенцираме тоа е тебе сайд џоб, као Тоа ми е не да, ти е фул работа. Па part-time job, side Part-time job, job. како сакаш кажи го. Е така, Е, да се потенцира, да сватат. Значи, тоа ми е ете така. Работа. Како работа, Така. нели? Привремено. Што знам, имам многу другари што работеа во Корпа, ќе ги поздравам сите што работеа, Ќе дојдат на подкаст. имам еден двајца што работат моментално, ќе ги поздравам и нив. Сушност ради нив почнав ја у Корпа. Да. Кажуваа му абе ти еј добро е, се заработува е ова е она плюс можеш кога сакаш да работиш, мислам си селектираш знаеш и ти Апсолутно, работеше. да, да.
Реално лабава работа е, сега не можам да кажам како ништо не правиш, ама не е како Колку што работиш, 8 часа идеш на работа, стрес, стрес. Секоја работа има стрес и оваа работа има стрес, не викам дека нема. Да. Ама мислам дека е една од полабавите работи што можеш да ги работиш, посебно како студент. Така. А и не те притискаат, менаџерите се супер. Така. Цела екипа на Корпа е супер, ќе ги поздравам и нив ако некој гледа од нив. Апсолутно. Поздрав, ќе се видиме у канцеларија. Ќе се видиме, да. Поточно ти ќе се видиш, јас веќе. Да, он Ја може со- да кажува во минато време, ја можам да кажам во сегашно време, Така. ама немам многу што да кажам за тоа. Знаат луѓето нарачуваат од Корпа, знаат како работи, знаат и тие што работат, знаат како работи. Така. Пак ќе го поздравам колегата што ми е, цело време се слушаме, се гледаме, ќе дојде на подкаст, не знам која епизода, не е. Не е битно кога ќе Ама дојде. битно ќе дојде, ќе биде викнат, Да. ќе кажеме еве го човекот. Да, токму така. Ама Сакам ја да те мислам прашам? да кажеш ти за твоето искуство Па од Корпа јас и што да кажам, немам што да кажам, истото искуство како тебе. Работев привремено реално месец и убава пол. работа е како за Убава нас за работа е студенти. за студент, да, затоа што не си, ета можеш да си го определиш Че сам си стабилен. времето. Стави се слободно, Збори, јас ќе збори. зборам. Значи, едноставно привремена работа се заработува сега, не можеш ти да купиш BMW, меѓутоа можеш да си дозволиш ета 2-3 одмора на страна ако работиш полого Да. време ета. И ако си сериозен, ако носиш доволен број ета на промет, Да. ако допринесуваш, ќе си бидеш исто Бонуси така и исто. награден, имаше бонуси и сето тоа. Се да не испадне Корпа Што- промоција. Не правиме Меѓутоа- промоција, не правиме ка меѓутоа, реклама, ама бидејќи сакам двајцата да кажам, работевме, од сакаме да искуство- кажеме дека дел Од од искуство, ако би бирал, би избрал секогаш Корпа наместо работење во кафич, во кафана, затоа што сега гледам цело време, сега да не забегувам многу темата. Мислам дека кафана и кафич е многу постресно и многу Постресно, повеќе притисок повеќе обврски има, повеќе обврски има него Корпа. повеќе те барат на работа и не е идеално И според мене. е класична работа е 8 сата. Да, Во Корпа имаш минимум, во- сега да не ги кажуваме условите за Корпа, кој сака да работи во Корпа, Ќе се информира. се информира, Меѓутоа- има веб страна, има Меѓутоа можеш да си одредиш например денеска работиш 4 сати, утре работиш 9 Осум. сати, за утре 15, ако сакаш можеш да работиш. Да, можеш. Значи тоа се може да се изрегулира и имаш во мој искуство имаше многу слобода. Што сакаше да кажеш пред да Друго, прашам за Корпа? ета накратко за не за Корпа конкретно, друго нешто Не, сакам пред се да те наврзам. прашам за Корпа нешто сакаш. Да. За Корпа само толку ете имам да кажам, кратко кажано, би препорачал кој сака да работи слободно, значи да се вработите и да да се изработи по И некоја кој баричка сака за да одмор. има некаква Да им, од Како- искуство, еве ќе ви кажам накратко и он ќе го потврди истото, треба да имате кондиција, треба да имате точак исправен, може и со кола да и со бидете мотор. спремни на стресови што Ама он ги не- кажа, тие Не го кажеш моментот, да, може да, и со кола и со мојот грешка. Може со точак, може со кола, може со Веспа, можете Можеш и пешки. можеш и пешки, да, тоа ќе кажа, па викам ајде да не бидам ти ме претица. Добро, Нема според- такви случаи, Според иначе, мене, пешки што од насад. тие што знаеме, ние не. Според мој мислење, јас преферирам точак. Сега малце точакот, па и како и другите возила ќе мора да се носат цело време на поправки. Тоа е во овој случај гуми многу често треба да се менуваат. Сакам се да кажам поправаат. за малце ќе избегам од темата, многу често се допнуваат гумите, ама тоа е затоа што буквално градот го чистат еднаш неделно. Со саати, ама не само тоа, и со саати ти возиш па И- ќе претрпи И срчи и ова и Да, она има да. премногу глупости, ама тоа е сосема друга тема. За Мислам дека, хигиената во градот, тоа ќе допреме друг малце. пат ќе збориме у друга епизода, Да. можеби со гостин, можеби сами ќе видиме. Накратко тоа сакав да кажам за Корпа. Привршуваме значи, или? уште само да го докажам тоа што сакав. Да те прашам и завршуваме. Ајде. И толку ти бе тоа. Може. Значи, моето прашање до тебе е што мислиш сега, знам дека јас и ти сме на факултет, меѓутоа сега знаејќи дека ние сме веќе при крај со образованието, факултетот, и јас и ти, Да уствари што мислиш дека е попаметно? Дали да се оди на факултет? Да. Тоа беше или уствари сепак целата... во денешнава ситуација затоа што гледаме инфлација, многу поголеми кири, многу по
скапи се производите за јадење, Да, за бе, да. пиење, за... Не, разбирам што сакаш да ме прашаш. Што мислиш дека нели ако би тоа го беше- вратил времето назад, дали би се запишал на факултет или Нели, би направил нешто тоа беше, поразлично? тоа беше нели целата поента околу цела епизода, уствари зашо почнавме од основно. Тоа беше финалната реч факултетот, уствари изречена. беше финалната како поента да кажем. Да. Наводници. Според тебе, твое мислење, што мислиш ти? Тешко прашање. Да. И кажал дека добар беше моментот да се запишам на факултет. Да? Види, се си има предности и недостатоци, знаеш. Бидејќи ќе завршиш факултет, ќе имаш диплома, така ќе имаш одреден доказ за тоа што си го Да. учел на факултет, са како што и зошто си ги можеби некој нели со пропишување успел да ја земе дипломата, Меѓутоа, некој со учење, со труд, со знаење. Колку се цени таа диплома тука кај нас? Мислам дека на денешно време дипломата што знам дали се цени. Би рекол дека повеќе не отколку да Во нашата држава зборуваме. во нашата држава. Така. Во другите држави се цени и тоа како? Ако го Ама- завршиш таму факултетот, Ако го тука завршиш, да. нема тука. Ако го завршиш, пример, еве да речеме Холандија, Германија, пример, еве, ајде, нели спомнавме преска Келн, еве конкретно за Германија ќе збориме. Ако завршиш факултет во Германија и нели се вработиш во Германија, апсолутно ќе ти биде 100% ценета дипломата И и ќе ти следува и работа. ќе ти следува и работа и бонуси и ради дипломата што имаш и нели добро сега нема ти да доеш, еве ти диплома, имам диплома, ќе седам ништо нема правам, ама еве диплома ќе работи Не, за мене. збориме со труд. Нормално треба труд, знаење, истото да го покажеш знаењето што го имаш истото на работа. Ама во нашата држава ако збориме, мислам дека повеќе не се цени отколку што се цени. Затоа и сега ќе кажам, многу студенти се откажуваат од факултети, почнуваат со некоја работа, па нешто накнадно, па не знам, сега они си И знаат. јас плюс, мислам, минус. јас мислам еве ќе кажам. Ама, чекај, мислење. извини. А, Тука доаѓа и доказот со самото откажување од 2000 факултети, нашиот факултет, што зборам, од 2000 универзитети, Да. нашиот универзитет, збориме државниот, главниот, УКЕМ. Кирил и Методиј УКЕМ, да, дека од 2000 најдобри универзитети во светот, он е 1900, кој? 93, 90. 1990, значи ти си 10 од позади во цел свет. Гоце Делчев универзитетот што е во Штипе е пред УКЕМ, што е главниот државен. А Гоце Делчев Да? универзитетот да. Не. Можат да отворат слободно, можеш да отвориш после епизода слободно отвори. Гоце Делчев е пред УКЕМ. Гоце- На таа ранг листа што Да. збориме 2000 универзитета. Да. Гоце Делчев универзитетот е пред УКЕМ. Јас мислам дека е единствениот. Отворен е пред колку пред 13 години Јас отвори мислам тој дека универзитет. дека УКЕМ е единствениот на таа листа. Не, Дека и Гоце Гоце Делчев Делчев- не е ни на таа листа. Не, Гоце Па тоа е Делчев- моја грешка, ако е така. Слободно, еве, Нека отворат, нека видат. 90% сум сигурен Не- за ова што го кажам, не ама видов. баш ќе проверам после епизодава и он ќе провери, вие слободно проверете, ама 90% сум сигурен дека УКЕМ е позади Гоце Делчев, Добро, а Гоце поред. Делчев е отворен. Основан е пред 13 во години. 13 години, Така. така нешто. 2000, не знам, 8-9 која беше, не знам. Така, и да се навратиме на конкретниот одговор, значи зависи од Ти факултетот. кажи Јас што, да кажам. што мислиш на И таа јас тема, бидејќи мислам- јас мислам дека во нашата држава повеќе не отколку да Така. за ценење, а во другите држави еве Апсолутно. нема да кажувам за Балканот, ама еве од Словенија нагоре, тие Германија, Швајцарија, Италија, Холандија, Западните земји. Белгија, не знам, сега не ги бројувам 300 држави. Мислам дека се цени и тоа 99%, ако не и 100%. Се цени и Така. така. Ајде сега И јас, моето мислење е дека не се исплати во генерално, во генерално, што зборам. Во генерална смисла во оваа држава не. Кои се исплаќаат, сега ќе ви кажеме, сакаш да бидеш доктор, адвокат и толку. Тие две професии, значи добро и еве не знам, природно-математички факултет едино за не знам ни тоа колку е за храна, такви работи. математика, за инженер да бидеш, за А за не знам, инженер, за збори за градежништво, за машински збори. за машински, за машински зборам. Тие Машински- факултети не знам, Машински е ајде да не излагаме. Не знам, да не кажувам, Да не бидејќи излагаме,
не сум сигурен, меѓутоа тоа што слушам не се задоволни Кажи граѓаните. конкретно, само Конкретно еве кажам, и да завршим. здравство, односно медицински и правен. Тие се двата, ако сакаш тоа народната изрека, сакаш да успееш биди адвокат, биди доктор. Да. И мене тоа од тоа ме фаќа, отворено ќе си кажам, најголемата депресија, затоа што во свет кај што ти обеќаат дека ти можеш се да бидеш, доаѓаш на 18 години и ти вика бирај ова или ова. Или на пример са некој го сака да оди уметничко, ќе пропаднеш ти. Да. И што за жал е Ти така. пропаѓа живот. Родителите ти мислат на добро, ти викаат што ти на Абе, тебе добро, каков уметнички, секој родител- има да одиш или правен или ова или надвор ќе те оцелиме, ќе те Секој родител си изберкаме. му мислил добро на детето. Меѓутоа, тоа сакам да кажам, тоа е една многу сурова реалност која што за жал ние проголтуваме од ден за ден и по новиве генерации, меѓутоа се надевам дека тоа ќе се смени понатаму и дека ќе бидат отворени повеќе можности за сите. Но генерално, за да се направат пари, сега доаѓа до тој момент кој колку е вешт во тоа. Например, се не сите се доктори. Не може сите да бидат доктори, не може Како сите да бидат говориш? правници. Молим? За да се прават пари, што не. Па нели моветот беше дали беше да одиш во Адвокат или- факултет? Аха, Не, не. општо дали одиш на факултет Да, добро. или да одиш веднаш да работиш нека Готово, работа. Малце ми излета мислата. Да, значи и јас како што кажав, еве пак ќе се повторам, мислам дека не е добро да се на факултет Не генерално, се- не е исплатливо затоа што многу кошта факултетот. И еве и да речеме дека ги имаш парите и дека ќе одиш на факултет, дали си ти доволно добар? Затоа што направен имаш милиарда правници и компетицијата во маркетот ваква ќе биде. Ме разбираш? И цената за тоа ти да бидеш адвокат ќе се намалува и намалува. Тарифата ќе биде се помала и помала. Тоа ти е проста економика. Разбираш, Да. проста економија Добро, тоа што е израчунато. ти ги разбираш Значи, тие поише работи. Од тој аспект јас ги гледам, затоа што секој ако е доктор, нема да остане кој да ти донесе лепна маса во маркет, кој ќе го направи, нели, ќе го обработи житото, ќе го Да, направи да, да, лебот. да, Значи не да. може ти Апсолутно. 90% образованите луѓе во Македонија да бидат Не, те разбирам што доктори сакаш да кажеш. или они правници. Се надевам исто. И затоа е лошо во таа смисла, затоа што ти може да мајка ми кажа ќе бидам правник, ќе имам не знам 1000 евра плата, што не е ни далеко од вистината тоа. Утре дента ќе зима 500 евра за 10 години, Да. затоа што има милиарда правници во државата и Да, тоа е не знам како ќе се води таа држава во иднина доколку тоа се случи и доколку има празни места на другите факултети. За тебе е една бројка доволна, за друг е Не, врз основно општество имаш, например, сега 100 полицајци на 100.000 жители. Да. Таа е мерката Значи, тука во западните земји. Тука знаеш колку полицајци имаме на милион жители? Но. Да не ти кажам, брат, ќе ти Се падне. во втора полица. Ме разбираш? Ја врска. Тоа е беше друг ништо. момент. Меѓутоа мора да има некој баланс, тоа ми е поентата. И ако сакам да бидам уметник, да ми се пружат можностите. А не да се угнетувам зашто ме бива уметност и да се терам да одам да бидам доктор, не да боже нешто да не оперирам. Те бива ли таму? Па не, пример сакам да кажам уметничко, не ме не бива. се шара. Сакам да факултет за подкаст да има, еве. Тоа, ја тоа се Има. занимавав. Ама има. Со едитирање. Филмска режија, тоа како се викаме. Да одиш да работиш у МТВ таму у пред Христа, еве ќе ме опрости еден другар што се љути кога викам пред Христа, ама стварно човече пред Христа е зграда на видео. Значи МТВ? МТВ кој друг? Позади таму да не кажам што има што те чека после 12 сат. МВР. Да, за 100-200 евра. МТВ, МВР. Не МВР, МТВ збориме. МТВ и МВР. Добро, јас мислам дека е толку за оваа епизода. Се надевам дека уживавте, освен ако немаше нешто да докажеш ти. Не, да те прекинам. ја мислам само да им кажа чао. Да се пресече, ајде. Не, па Сечаме тука, треба пакво да земе едно, знаеш, на филмовите шоу. да. Шклап. Чклап. Дечки, Ви благодарам многу што гледавте гледавте епизодава. епизода, лайк, subscribe. Ви благодариме на 230 прегледи, на Е, да, 16 да, лајкови да, и на 20 сабскрајбери. Да, убав, значи Тоа сакав да кажам. еве го гледаме од тука 230. Тоа е преска. Добро, Сега може од преска повеќе да сега не знам колку има, ама 230, 230 прегледи, Лајкови 16 20. лајкови, 16 лајкови, 20 сабскрајбери. 16 лайкови, 20 субскрайбери, како и да е, фала ви, колку и да се,
Не е битно. И се надевам дека битно фала ќе и- се субскрибнете, дека и вие ќе лајкнете оваа епизода и дека ќе се продолжиме да се држиме понатаму. У кратки црти, лайк, шер, subscribe, се гледаме во следна епизода. Бидете ми поздравени. Наредна тема ќе биде религија видиме. и ќе видиме добро. Ќе видиме. Ја не кажав ништо. Религија и Не, спорт. не, нешто ми се испушти мене. Види, у план ни е Изненадуј. тоа, да, ама Да. ќе видиме дали ќе биде следната епизода или Или некоја Се понатаму. ми изненадуе. Може и првиот гостин ќе биде наредна епизода. Не знам. Како и да е, Може и дрво ќе порасте до следна епизода ќе земе Толку, пуша да, да. мандарини. завршува. Завршуваме, да. Дечки, чао. Ајде.